Решение зимето па членство на Македонија во НАТО. Ова е практично и главната порака што денеска стигна овдека од Солун по трилатералната средба помеѓу грчкиот премиер Ципрас, бугарскиот Борисов и српскиот претседател Вучич. Практично со ова уште еднаш се потврди веќе и познатиот и добро деклариран став на Грција дека нема да дозволи Македонија да стане членка на НАТО додека не се најде спорот со името. Ова е практично иста порака или став што го кажа уште пред помалку од месец дена и грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас, кој по средбата со македонскиот министер за надворешни работи Димитров, исто така кажа дека првен ќе биде можно да се најде решение зимето, а потоа зимето ќе стане членство на НАТО. Практично со ова иста порака сега доаѓа на едно повисоко ниво од страна на премиер, на ниво на премиер, и практично можеби се уриваат сите оние надежи кои што можеби беа кај дел од македонските политичари дека со една добра волја, со една позитивна дипломатија на земјава сепак ќе биде дозволено да влезе во НАТО под референцата ФИРОМ, а потоа да се бара и проблемот и да се решава проблемот со името. Ова го изјави Ципрас, како што кажав, на пресконференција по средбата со својот бугарски, со својот српски колега, и практично да го зациментира ставот на официјална Атина во однос на тоа под кои услови земјава може да влезе во НАТО. Мислам дека сега вистински момент и да го чуеме Ципрас и неговата изјава. Му кажавме јасно на новиот премиер дека перспективите за пристапување кон Европската Унија и НАТО зависат од одлуките што ќе ги донесе Европскиот совет и НАТО на самитот, а според кои прво мора да се постигне компромис за спорот за името. И покрај тоа што проблемот со името и односите со Македонија беше можеби малку срамежливо најавено дека ќе се разговара и на оваа трилатерална средба, сепак станало збор за проблемот со името. Било кажано дека двете земји, во случајов Србија и Бугарија, ги ограбуваат Македонија и Грција час поскоро да најдат решение, компромис името, така што да се откочи евроинтегративниот процес на земјава. Меѓутоа се разговарало и било станало збор и за односите помеѓу Македонија и Србија, се тоа во светло на она изјава контраверзна, би можел да кажам, што пред неколку дена ја даде српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич, кој што овдека во Грција кажа дека Србија направила голема грешка што ја признала Македонија под уставно име. Прашан денеска директно Вучич како ја оценува оваа изјава на Дачич, дали би искритикувал. Тој одговори дословно: ако сакав да го искритикувам министерот за надворешни работи за неговата изјава во однос на името со Македонија, тоа ќе го направив. Гледате дека тоа не го правам, а со тоа нели индиректно, па можеби и директно се стави на иста страна со Дачич, односно не ја осуди неговата изјава, а знаеме дека веќе во Македонија имаше бројни реакции по оваа изјава на Дачич, уште повеќе што тој во Атина кажа дека Србија се залагала за мир на Балканот и за разлика од некои земји тие немале никакви територијални претензии кон Грција, секако мислејќи на Македонија и ставот на Грција дека ако земјава се нарекува Република Македонија, тоа би можело да има некакви импликации во однос на територијалниот интегритет на Грција. Исто така Вучич кажа дека веќе кажав дека побара да се најде решение за овој спор и Балканот обединето да тргне кон Европската Унија, барем оние земји кои што се уште не се дел од истата. Мислам дека сега вистински момент да ја чуеме изјавата од Вучич. Ја сам пожелeo влади во Атини да... И посакав на владата во Атина со најдобра волја да постигне договор со владата во Скопје, од кој ќе бидат задоволни сите. Тоа би било значајно за целиот регион. Што се однесува до Србија, ќе ви одговорам искрено и отворено. Република Грција не ја призна независноста на Косово. Секогаш беше со Србија кога беше тешко. Ние во некој претходен период очигледно е дека не покажавме доволно почит кон тој факт. Србија во иднина ќе се раководи од своите интереси. Ќе им помага пријателски на тие што се на нејзина страна и кои помагаа во чувањето на принципите на меѓународното право. И во таа смисла нашите грчки пријатели секогаш можат да сметаат на нашата поддршка. Да сакав да го критикувам или да го демантирам господинот Дачич, лесно ќе го направив тоа. Мислам дека не го правев тоа.
Инаку, освен на проблемот со името на оваа трилатерална средба, се разговараше и за економската соработка помеѓу Србија, Бугарија и Грција. Малку е симптоматично, барем во македонската јавност, зашто на оваа средба Македонија буквално беше заобиколена, односно изоставена од своите соседи. Треба сите се залагаат за добра соработка, за добра комуникација меѓу земјите на Балканот, посебно Македонија со нејзините соседи. Меѓутоа, по овој конкретен случај, според многумина, Македонија неправедно или без некој објаснување е заобиколена. Овие три држави, освен за проблемот со името и односите Србија Македонија, секако разговара и за подобрување на економската соработка меѓу овие три земји, зборува за заеднички инфраструктурни објекти и се договорени некои работи кои што во иднина ќе треба да се изградат, односно да се направат. Она што е најважно за Македонија е дека практично на највисоко ниво официјална Атина кажа премиерот Ципрас дека Македонија не може да се надева на членство во НАТО, ниту почеток на преговорите со Европската унија, се додека не се најде проблемот со името, додека не се решува проблем, така што ова по се изгледа се изфрлува како врвен императив на нашата земја да се најде решение на овој спор и конечно Македонија да може да го продолжи својот евроинтегративен пат.